Ти рекол? Ми рече. Ти рекол? Ми рече. Навистина сум пресреќен овој вторник и се чувствувам како да сум награден затоа што еден од моите големи доли од моето детство ми е гостин во мојата емисија. Дами и господа, дали сте спремни за одлично шоу, затоа што ни гостува еден единствен Арбен Бени Шекири. Бени, навистина ми е драго што си во Ти реков ми рече. Благодарам за поканата што ме удостои за овие убави зборови. Почестен сум. Како си? Супер, одлично. Одлично, ќе направиме добра емисија, многу актуелности, ќе зборуваме за нив, но ќе ми дозволиш пред се да ги поздравиме нашите генерални пријатели. А тој е Love Guru, најдобрата продавница за играчки за возрасти, онлайн секс шоп и прават достава низ цела Македонија. Најдобри се, посетете ги, верувајте дека имаат одлични работи на нивниот вебсайт www.loveguru.mk. Навистина имаат предобри работи. Македонски бренд, одлична козметика, навистина Сиора прават одлични креми, пилинзи, така да посетите ги и Сиора. И најдобрата мото опрема, електрични велосипеди, тротинети и мотори само на едно место во центарот на Скопје, едни единствени All Electric и најдоброто и најслушаното радио кој се позади нас, а тоа е Метрополис радио. Уште еднаш аплауз за Бени Шекири, ве молам. Бени, навистина сум среќен и морам да кажам дека после 2 години сезона трајање на оваа емисија имам блага трема, затоа што те знам, те гледам од дете на телевизија. И многу актуелно за тебе ќе започнеме сега што има ново кога станува збор за музиката. Ме интересира. Да ти кажам право, последниве години, дали тоа и да со годините, човек некако станува се повеќе пасивен, мрзлив. Некој веле дека со годините мудроста доаѓа. Јас викам мрзливоста доаѓа со годините. Во однос на музика, во однос на оној стваралачки дел, за создавање на нова музика, сум поприлично пасивен и мрзлив. Имам, на моменти ме фаќа онака, ми се дешава нешто од внатре ме буста, знаеш, си кај се и онда нешто ке умеѓу време ќе се случи нешто друго, и онда па ќе излезам од тој филм. Така на моменти се навраќам, нешто ми се прави, па шо знам, не знам ми кажат нашиве, али затоа, пошто сум више и доволно искусен, имам доволно години за да знам у дадена ситуација како треба да изреагирам, пошто сум пасивен и мрзлив, се досетив да му се јавам на Тоше Симонов и викам, слушај, мене не ми работи главата. Тука малце накварно изиграв према него, знаеш, пошто ми е многу другари и го почитувам као комплетна личност. Му викам дај нешто осмисли, пошто мене не ми работи главата. Викам мора нешто да искочи, знаеш. И тоа е веројатно у моментот единствениот автор у Македонија на кој што можам комплетно да му доверам да направи нешто, па макар тоа и да не помине добро или да помине добро, стојам за тоа, затоа што му верувам, знам што е све способен и спремен. Јас сум сигурен дека ќе помине одлично. Да, а има добра песма направи Тоше. Да? Да, одлична е, ја чекам секој ден, али не сакам уопште да го притискам и да го гнјавам. Мислам, тоа е, кај да треба да изгледа така да мене, сосема ми е небитно дали е 15 март или е 21 април, знаеш, не менја ништо. Не ме обврзуваат никакви менаџерски договори во однос на тоа дека треба да испоставам сингл, албум и така дале, или да пушам пенали, знаеш, не везе. Така да, песмата е сосема на крај, завршена е, сега само останува и со Чедо Поповски нешто разглаваме што би било добро и како тоа треба да го изведеме во однос на маркетинг, за да се потрудиме таа песма да дојде до што поголем број на луѓе, конзументи кои што би требало да ја видат, затоа што е малку поразлично од она што до сега сум го работел. Вајда нема да биде турбо фолк. Не дај Боже. Не, ако е турбо фолк, јас ќе кажам дека е турбо фолк и така у моментот сум бил расположен. Песмава е добра. Баш сум среќен и од вај чекам да ја слушам. Кога објавив на Инстаграм дека ми гостуваш на Инстаграм рубрика, имаме со прашања, многу прашања добив дали ќе правиш концерт, се шушка нешто збореа дека во лето, не знам од кај се тие информации дека ќе има некој настап. Знаеш дека сега ќе пееш во еден локален кафич, ресторан во Скопје. Сега е многу модерно да се прават концерти, што ми е особено драго дека мои колеги, наши домашни артисти, што работат и што пласираат македонска музика, мало па се дешава некој концерт, не знам, имаш ДНК,
што ми е особено драго дека на Панчо добро Да. иде и на Андреј се разбира. Онда не знам Игор Џамбазов, па еве Каролина има концерти. Тоа е добро да нашите артисти конечно не се некаде на маргините, туку се централна фигура во музичката индустрија моментално во Македонија. Што мене не само што ми е драго, ми е често, ми е баш добро да се осеќам да и тој факт, него и мене некако ми се отвара простор да размишлам да направам концерт. Тој концерт го размислувам еве откако малце олабавија овие пост-пандемиски мерки. Да. И некако го мислам кај би го направил и на кој начин би го направил. Не сум од оние джибери кои што бегаат се кријат, сега да најдеме што помал простор, ако може у џубокс да се ставиме кој што има 14 луѓе па да изгледа дека е полно. Брате, или концерт се знае како се прави. Така е, така е. Или правиш некоја концертна дворана, у зависност од капацитет дали има 1000, 2000, 3000 луѓе, не дај Боже Борис Трајковски, тоа не би го направил затоа што знам дека не можам да го наполнам, свесен сум за тоа и на крајот на денот никој Тоа е до народот. Па не, али никој не е спремен да плати карта за артист кој што го гледа секој пет околу Трибека, знаеш. Да. Друго е Трибека, тоа е друг концепт. Би можел да направиш концерт во МКЦ, а ако го сме МКЦ, председател честитам, Да, директор, нов директор. Па не би го направил у МКЦ поради судир на интереси, затоа што таму сум на раководна позиција и не апсолутно мислам дека е дегутантно ја да правам концерт у МКЦ. Мислам дека Ванчо него Богоев личи. не сакаше да бидеш ти директор, што беше проблемот со тоа? Немам појма, Ванчо, сега на снимање пред да дојдам, бев со него у канцеларија, имаме сосема коректен однос и не сум го ни прашал. И да ти кажам, Те напаѓаше лани, како беше? Не ме занима. Стварно не ме занима, мислам. Кој беше сега твојата желба, дали некако свати дека во музиката нема пари, па сега одлучи да бидеш директор на МКЦ или? Не, апсолутно, тоа се Многу луѓе ми пишува за оваа тема и народот, знаеш, ги интересира. Тоа се две сакаш различити работи, мислам одма ќе појаснам, за кој сака може да го прифати тоа и да поверува, кој не ќе нека си крои филмови у глава. Значи тоа се две споредни работи. Музиката е едно, раководната позиција во МКЦ е нешто сосема друго. Музиката ја работам и тука нема компромис. Да ме услови некој со било што во однос на музиката, нема да прифатам било каква одговорност. Во однос на музиката да треба да се откажам, пошто тоа ми е примарна дејност, тоа ми е нешто од што ја живеам, тоа е нешто што ме храни и мене и фамилијата и тоа е нешто што е моја емоција и љубов. И немам намера тоа дур сум жив да го Значи се заработува од музиката, ама да, апсолутно. Сега Меѓутоа, од друга страна, Младинскиот културен центар е едно од местата кое што во овој град и во оваа земја значи нешто. Од 72-3 година па навака како е отворен центарот, значи 50 години 73-та, 50 годишнината беше лани ја прославија. Е центар кој заслужува многу подобро функционирање и подобри услови за функционирање од она што е барем последниве години понудено као некаков предуслов. Јас лично сматрам дека како одговорна личност и како високо свесна личност, се уште ме држи, фала Богу, и снага и памет, мислам дека не можеме сите да се тргаме на страна, вадејќи се на онаа позната флоскула, не бе, ја во политика не се мешам. Значи, ако имаш општествена одговорност, ако имаш чувство дека оваа земја треба да биде подобра, а цело време се критички настроен на сето она што се случува во даден момент, онда веројатно треба малце да го подметнеш и собствениот грб и да понесеш дел од теретот. Како твоја земја да помогнеш, да, општествена одговорност. Сега, ако јас можеме да констатираме и да заклучиме дека не се пријавив на конкурс за директор на гинекологија или за директор на железници, или се пријавив на конкурс да бидам директор на институција која се бави со култура. Со култура. Она што ми е мене изузетно близко. Но нели конкурсот исполнува, нели мора да има некои услови да ги исполниш, а тоа е 5 години работно искуство во нека културна установа и високо образование. Дали ти ги исполнуваш? Апсолутно. Таму децидно стои да те поправа малку. Мора да имаш државјанство, не знам... Ти имаш. Да, имам и државјанство. Случајно сум роден у Скопје. Случај.
А имам завршено факултет што исполнувам, не знам, оние 240 ЕКТС поени. Значи не е као овие новите со 3 години па онда идат директно на магистерски. Аха. Тука ја имам завршено по старски 4 години факултет. Децидно стои дека треба да имаш 5 години работно искуство во областа на културата или работа во културна институција или 5 години работа на проекти од областа на културата. И јас им однесов толку проекти, они ми рекоа не треба толку многу си донесеш неколку за да се види у разни периоди. Ја им однесов проекти уште, мислам дека и пред 2000-та има таму, више не се ни сеќам што се имам во апликацијата вметнуто. Така да апсолутно ги исполнувам сите услови, ако некој мисли дека сум ја некомпетентен, може, има начин како може Па, знаеш како многу уметници те нападна и по социјални мрежи, по тие портали, вика дека јас само пренесувам, а ти можеш да демантираш, ќе верам дека ќе биде така, гробар на македонската култура. Немам поема. Прво, треба да го прашаме тој што го има напишано тоа, од каде му право. Тој е наш пејач. Да, па добро, али треба да каже од каде му право и од каде му компетентност. Кредибилитет, за да го изјави тоа. Второ, ако веќе ме нарекол гробар на македонската култура, треба да појасни што точно мисли кога вели дека сум гробар. И трето, Па дека не се организираат сега настани во МКЦ, дека се забранувал некој настапи и слично. Не, апсолутно, тоа е Спинувана инсинуација, тоа е дезинформација. Значи МКЦ си работи онолку колку што може да работи во моменталниот постоечки капацитет на центарот. Значи имаме и фестивали, имаме и концерти, работи кино Фросина, се случуваат разни манифестации, не работи бифето и не се на работа 30 на хонорарци на кои што им стекоа договорите на 29 февруари. Поради кршење на изборен законник, јас не бев спремен, а не е никој спремен да ги потпише истите тие договори заради продолжување. Зошто и како се направени договорите на месец дена, тоа треба да ги прашате претходните структури, раководни и претходните состави на совети, зошто воопшто не вработувале лица. Туку ги дозволувале да самата културна институција дојде на дередже да има 30 на хонорарци. Практично пола од составот на луѓето што работат во МКЦ се хонорарци. Тоа е недозволиво. Зошто некој не се дрзнал да каже чекај, ќе се доведеме у ситуација по било која основа ќе немаме веќе кадар за работа. Него сега е најлесно да се удри по Бени затоа што он е актуелен. Гробар апсолутно не сум. Кој год да е не ме интересира, може да дојде и да се соочиме. Па јас го викнав, не сакаш. Па не сака, нормално, тоа се шупци кои бегаат од одговорност. Нема врска, тоа е, како да ти кажам, ако имаш став и размислување или имаш дилема, треба да седнеш, да се соочиш со другата страна, да ги соочиме аргументите, па да видиме кој е управу, а оние спекулации кои беа, извините, прекинав, оние спекулации кои беа дека моменталната градоначалничка Данела ти има помогнато да станеш директор. Како ми има помогнато кога она ми има назначено, она има право да ме назначи. Дека имало нели голем широк спектар на многу луѓе кои што сакаат да бидат директори, но она рекле ќе биде сега Бени. Дека ти помогнала на И сега што ти е прашањето? Па прашањето ми е дали тоа вистина или... Па не знам, треба да ја прашаш градоначалничка. Ја како ти кажам. Значи јас сум аплицирал таму со сите останати. И се издвоиле неколку што ги исполнуваат сите услови. И градоначалник вика тој ќе биде. Зашто изборот нејзин треба нејзин да ја прашате, не мене. Значи тоа е добра, дека така се збори нели зградата. Апсолутно сметам дека и другите кандидати штом ги исполнувале условите, исто така го имаат истото право да бидат директори кои ја. Но ти успеа нели? И како голем... Па сега не може да има тројца, 15 директори. Така е, апсолутно. Мислиш дека ќе бидеш најдобар од сите претходни? Па ја не се бавам со претходните. Јас ќе пробам да земам све што направиле позитивно претходните, до тоа го имплементирам понатаму во моето дејствување. А нешто да се бавам претерано со нив, не тоа што било завршило. Веројатно треба да ја унапредам институцијата. Да се обидам, затоа што една работа мора да се знае, а тоа е некои нови потези да се направат. Тоа е дека моментално центарот функционира на шкрги, буџетот е намален повеќе кратно затоа што нема пари во градската каса и сега апсолутно јас
ако сум се нафатил под одредени услови да бидам раководител на таа институција, јас мора да осмислам начин да наполнам касата со пари за да можеме понатаму да сервисираме и за останати наследени долгови, а и она што во иднина треба макаце да го издействува, односно треба да работи таа институција за да не ме прати константно тоа гробарското дека сум Апсолутно добро, тоа се може љубоморни луѓе. Па Ово добро, јас го сега. виктав тој пејач, што тој ми рече никако да не го споменувам и дека не сака да гостува со тебе. Ја да ти кажам право, независно кој е, јас ти гарантирам дека тоа се такви луѓе кои што уопште нема да се устручаваат да у најскоро време дојдат и да побараат некаква услуга. А, тоа е можно. И при тоа да им биде удоволено на барањето, затоа што не сум... Помогаш ли враќал- вака? Сега веќе кога си на позиција, има ли некој да ти се јави, некој твој колега и те молам нешто вака да ми помогнеш? Апсолутно не сум вратил никого, нема потреба да го знам. Луѓе што не ги познавам во најголем дел и најголема мерка, не сум вратил и одбил ниту еден проект, најодговорно тврдам. Браво. Сега сум таму некаде, колку е таму, 40 и нешто дена на таа позиција. Не останал човек што не сум го примил, што не сум го сослушал и не останал човек што сум го вратил. Постоечките проекти се тераат, така да луѓето може да... А наредни чекори вака кои ќе ги превземеш да направиш некој новитет во МКЦ? Што може да очекуваме наскоро? Види, мора прво да се акумулираат пари на сметка, затоа што има две работи се подвоени кога ја раководиш институцијата. Првата треба да се бавиш со оние писарски работи. Да. Од правен аспект, од финансиски аспект, има еден тон договори кои што треба да се заокружат, треба да се исплатат за останати долгови и се бавиш свашта нешто. Тоа се луѓе со право си ги бараат своите пари, знаеш. Од друга страна треба да се бавиш со креатива и сега некако сум јас поделен меѓу овие две работи, покушавам да направам некаков баланс. Сега за сега може да ти кажам дека сум задоволен како тоа го хендлам, иако сум уште руки се вика тоа, Да. ново, знаеш, гуштер. Али мислам дека Нов, ќе одговорам на позивот и брзо ги капирам и состојбите и мислам дека знаеш, ќе дојдеме на дережа да мада мене тоа не ми е битно, али ќе дојдеме на дережа да кажат луѓето и види го, па го бива, не е Па го лош, бива. знаеш, да, као. Ајде као може уште еден изненади, мандат или па веќе ако Па стекнеш. не се работи за мандати. Битно е на крајот на денот ние сме сите минливи и менливи. Само МКЦ е трајна категорија. Барем во 50 години така е, да. 50 години, но ќе трае, ќе заврши и Бени, ќе дојде некој нареден, ќе дојде трети, пети и биле пред мене толку раководители, така да уопште ја не сум битен. Битно е да не крадам, битно е да испоставувам резултати и битно е вратата да им ја отворам на сите оние кои што за сите години наназад им била затворена. А веруј ми дека ги има во огромен број. Јас сум стар скопенец, затоа ќе ти го поставам ова прашање најдругарски, најскопски, најселјачки. Дали мислиш дека претходните директори при тебе краделе? Искрено те прашувам. Мислам дека да. Али тоа треба обвинителство да каже, Обвинителство. не можам ја. Би планирал некогаш, например, да ги пријавиш, да ги тужиш? Не, зашто би ги пријавил ја? Значи има систем, има ревизија. Имаш група на луѓе кои што ја работат таа работа и се платени за таа работа, да дојдат да констатираат неправилности и да ги проследат понатаму да ги третира обвинителство или надлежните органи. Бени не е дојден таму да изиграва обвинител, Бени не е дојден да праќа луѓе да ги кодоши и да... Бени е дојден таму да ја унапреди работата на институцијата и да, ако може да обезбеди средства, техника, да направи нови вработувања на постојните хонорарци кои што искрено се надевам дека ќе се вратат во истиот број назад. По завршување на изборниот процес, Да. на тие луѓе да им се дадат решенија, да бидат сигурни да не ги шуткаме, пошто тоа е тотално недостоинствено и за институцијата и за самите луѓе. Мене ми е многу жал што тие луѓе останаа овие 2 месеци во институцијата, затоа што тоа е лошо и за нив, тоа е лошо и за МКЦ. Меѓутоа, ако законот така налага, никој не е над законот. И Апсолутно, не е, никој нема ни право против законот. Да. Сега ме интересира, и убаво се кажа, ти знаеш како, сигурен еден ден ќе речат Бени беше најдобар. Не. Немам ја амбиции да бидам немаш, најдобар. а? Што е тоа најдобар? Тоа е дискутабилно. Ќе дојде некој друг ќе каже нема врска, оне камен, боли било овој.
не сум таму да се такмичам. Не ме во однос на оваа позиција го немам тој такмичарски дух. Може да во некои други работи да. Меѓутоа многу е битно да оставиш нешто за себе и кога ќе ја напуштиш таа позиција, сега зборам во лично име, да си заминам таму со чисти, со бел образ, со крената глава, често, да не ми кажат ете, добро, после толку перипети конечно дојде, па уште као ме обвинуваат. Ете, конечно ти си исполни желбата. Не, они немаат појма ни кој е мотивот, ни зошто траеше ова целото. Како издржуваш со сите овие неправди, со овие прозивки, како издржуваш, како го поднесуваш? Немам никаков проблем, затоа што знам дека сум управо. Затоа што образот ми е чист, совеста ми е чиста, и знам дека ниту ронка, ниту милиметар немам направено ништо противзаконско. Браво. Само се држам строго до законските прописи, а на крајот на денот ако на некого треба нешто да му докажем, спремен сум и да си заминам од таму, затоа што ниту сум роден директор, ниту сум имал амбиција во живот да бидам директор. Значи твојата цел е само да помогнеш на најстариот МКЦ кај нас. Па види, ја пак ќе се навратам на она што го кажав на почетокот. Јас сум општествено одговорна личност и сметам дека не можам да обвинувам за одредени неуспеси на одредени полиња, а при тоа цело време јас да се повлекувам назад и да имам онаа комотна позиција со телефонот во раце, од некоја удобна фотелја сместен, седиш и куцаш и као ништо не чини, ти паметуеш. Аха. Добро, мајсторе, ако си толку паметен и вичен, бујрум, еве ти позиција, дај да видиме што знае. Ако се нафатат многу луѓе, а знам изузетно паметни и способни и спремни луѓе во овој град, да влезат исто ова како ја да решават проблеми, сите дел по дел можеме да дадеме свој придонес, да овој град и оваа земја малце тргне на добро, затоа што да не се лажеме, приметувате и самите дека ситуацијата не ни чини. Луѓето се нервозни, никој не се смее на улица. Емпатичноста се изгуби. Да, нема. Ке позборуваме за тоа, Бени, за кратко, но морам да те прашам сега, кажа дека не си амбициозен, но дали беше амбициозен доволно за да станеш градоначалник на Скопје, со оглед на тоа дека имаш изјавено во една прилика дека ти се кандидираше со цел дека беше многу издрвирано од се што се случува во нашиот град. Па тоа беше исто така, еден од мотивите беше тоа да преземеш лична одговорност за состојбите, знаеш. Да не седиш по страна, не можеш цело време да се тргаш и ништо да не ти чини. Значи вчера, како сум си поминал со војками во кревет, абе лудница, човече, иновативни сме, пози, значи уживаме. Сексуалниот живот со девојками не ми иде како што треба. Слушај, јас го имав истиот проблем како тебе со девојками, некако не бевме онака ние расположени за секс, се додека не го пронајдовме онлайн секс шопот и продавницата за играчки за возрасти loveguru.mk. Да се јави мојата девојка на твојата девојка, па седи и објасни. Ала жено, доаѓај кај мене да видиш што све сум купила, ќе полудиш. Плюс видов дека имаат од 7 најпознати брендови. И Love Guru го имаат најголемиот избор за играчки за возрасти и прават достава низ цела Македонија, така да посетите го сајтот loveguru.mk и ќе уживате. Ништо не ми чини и онда ти викаш добро, окей, пошто толку мрчиш, ајде бујрум да го сработиш ова. На моје место, не. Знаеш, немој да ме спомнуваш за тоа што, знаеш, не би сакал да сам пази. Не така. Така, после ратот генерал, апсолутно не, таа работа не држи вода. Значи, мора да се научиме еднаш за секогаш. Или ќе влезеш и ќе се нафатиш да ги решаваш проблемите, или ќе си седиш од страна и ќе бидеш посматрач. Немој да коментираш. Знаеш, како викаат, колку гитаристи се потребни да сменат една сијалица. Пошто го има тој такмичарски дух кај гитаристите, кој е бржи, кој има болја техника, болji тон и така дале, кој што користи од опрема. Вика 100. Зашто 100? Вика еден менја сијалиција 99, викаат ја можам болje. Знаеш. Така да... Добро, тоа е и во македонскиот синдром. Ако станеше градоначалник, хипотетички преме муабет, што би променил во Скопје? Што на Скопје му недостасува? Знаеш како Скопје има исто као и Младинскиот културен центар, толку многу наталожено проблеми да просто човек не знае од каде да почне да решава проблеми, знаеш. Така да ако
Не знам сега ова како ќе звучи, меѓутоа не знам кого сакате да донесете за градоначалник, ќе се соочи со истите проблеми. Само треба да е упорен, треба да е чесен, Апсолутно. треба да е одговорен, а ја сметам дека моментално уопште немам намера да... А и треба ние да се има грева, градоначалникот, нели, среќа да не го најде прелјавиот веш оставен зад претходниот градоначалник. Види, тоа сега пак скокаме од тема у тема. Мислам дека сите овие особини кои што ги набрав ги има Даниела Арсовска. Сметам дека она се бори. Нажалост, нејзината позиција не е завидна за тоа што е во директен судир со Советот и тоа иде изузетно споро. Тоа е веќе политика, меѓутоа она како жена е способна и сака да даде максимум и се труди, знам дека се труди, гледам дека се труди да поправи колку може и да осмисли и нови работи. Не знам што да ти кажам, однос на македонскиот синдром, тоа е наше секојдневие, ние сме едноставно такви, знаеш. Апсолутно. Значи, така да не може било кој градоначалник да дојде да се бави со она што е претходно сторено. Пак велам, има институции кои што земаат плата, за тоа и треба да се вршат работа. Да, мојата институција е отворена комплетно, може у секое време ја еве и ги повикувам луѓето јавно и транспарентно да дојдат што сакаат, нека вадат и нека продадат. Затоа што знаеш кога работиш одговорно, кога работиш честно, онда немаш што да се секираш. Тоа што било порано, ако некој има индиции, нека покране истрага. Ја немам намера да се бавам со тоа. Мислам, немам ни желба ни време. Те разбирам, но знаеш како ме интересира кој е твојот став за Петре Шелегов? Он беше градоначалник додека беше изборен. Немам став, он заврши така како што заврши затоа што беше лош градоначалник. Толку. Дали он направи нешто за Скопје? Па добро, 4 години. Види се вака се разбереме. Значи 4 години само да доаѓаш у канцеларија да седиш само по себе по некоја инерција ќе се случуваат некои работи, нешто добро ќе се деси. Да испиеш кафе. Не можеш ти да кажеш дека све било лошо, али генерално он имаше своји гафови и ја уопште не би да го коментирам затоа што он е минато и добро е што веќе не е градоначалник. Да беше добар градоначалник, јас ќе застанев со двете раце зад него и ќе победеше. Вака сега, хипотетички правиме обет. 5 работи што ти би ги променил во Скопје, ако си градоначалник. 5 работи. Ми интересираат. Не можеш ништо да менеш во Скопје ако буџетот ти е оскуден, ако немаш пари. Така да Не, пример има. 5 работи и со тој да буџет. замислиме дека има пари и што би направил? Да, еве и со тој буџет 5 работи со кои што ти би ги направил промените во Скопје. Значи комплетно би го светнал цел град. Значи тоа е на прво место хигиената под број 1, безбедноста под број 2. Фасади на згради комплетно све би променил, би регулирал под 3. Под 4 би ја дигнал културата и образованието на највисоко можно ниво. Браво. Значи тоа се некои столбови кои што го чинат еден град, да биде метропола. Ама џабе ти е цело тоа, значи ние сега збориме што би било, кога би било, тоа е што е мило вика тоа се бави с него, знаеш. Треба да имаш пари за сето ова да го направиш. И не знаеш кај попрво да фатиш. Имаш мал милион луѓе во оваа земја кои што работат се уште се хонорар. Како таа градоначалничка каса, таа градска каса да се здобие со пари? Што треба да се случи? Влагаме у нешто зашто не сме ниту компетентни, Да. ниту вични да кажеме. Претпоставам дека мимо наплаќање на даноци се подразбира дека се полни буџетот. Веројатно има и апликација за разноразни отварање на разноразни светски, европски, вакви и онакви фондови каде што треба да се аплицира, треба да се приложат проекти, треба да Градот треба да ги поддржи. апсолутно, знаеш, ти кажав, они се таму имаат доста недоразбирања меѓусебни, не може не може едноставно градоначалник и да сака, не може да сака, не може да дојде до реализација на собствените проекти затоа што не наидува на разбирање од друга страна и тоа е види, на крајот на денот мислам дека колку год да имаат или немаат причина да влагаат у конфликти, мислам дека на крајот градот испашта. Знаеш, граѓаните За жал, ние граѓаните испаштаме. Крај оштетени
независно кој е прав, кој е крив, така да јас... Според мене треба да се одбира градоначелник некој што не е поврзан со политика, иако тоа нема да биде никогаш, но треба некој градски човек, например, како тие, но да не си поврзан со Не, види, една тоа не политичка- значи дека си градски човек дека сум и способен да бидам градоначелник. Да, но некој што се смета дека е сигурен во себе дека може да направи некои промени во градот, Види. но да не биде поврзан политички. Треба да сакаш и треба да си упорен, а сем политички не гледам како другачие За жал. би успеал некој да дојде на таа позиција, затоа што знаеш дека политиката диктира све во... Ти важиш за многу храбар човек, искрен човек и еве сега тоа можеме да го докажеме. Дали некогаш се соочил со оние закани на твоја кожа? Се здобил со закани? Па не, нешто не се сеќавам претерано, не. Можда имало ту и таму, ама не... Градски причи или па сериозни? Види, ако знаеш дека си прав и дека си чесен и искрен, нема. Може секоја будала на улицата те рокне, рандом онака, знаеш. Имаш ти луѓе искачат, се наоружаат и почнуваат да пукаат. Тоа се луѓе со психички пореметувања. И ти можеш и ја можам да видам жртва на некаква случајност, али генерално дека нешто било вперено кон мене, не се сеќавам на некакви посериозни. Има тек тук по некоја навреда, али тоа е безазлено. А како помлад на национална база се здобиваше со навреди? Апсолутно, цел живот го носам тој терет. Да, затоа што јас сум малце и Те погодува ли поспецифичен. оној збор, јас ке се изразам вака и ке се извинам однапред на сите Не, апсолутно. Не, тоа види, тоа е само одраз на култура и на домашно воспитание на оној кој што ти го упатува. Се сакаат ли македонците и албанците? Искрено Па те мислам прашам. дека не. Значи вчера, како сум си поминал со војками во кревет. Абе лудница, човече, иновативни сме, ползи, значи уживаме. Сексуалниот живот со девојками не ми иде како што треба. Слушај, јас го имав истиот проблем како тебе со девојками, некако не бевме онака ние расположени за секс, се додека не го пронајдовме онлайн секс шопот и продавницата за играчки за возрасти loveguru.mk. Да и се јави мојата девојка на твојата девојка, па седи и објасни. Ала жено, доаѓај кај мене да видиш што све сум купила, ќе полудиш. Плюс видов дека имаат од 7 најпознати брендови. И Love Guru го имаат најголемиот избор за играчки за возрасти и прават достава низ цела Македонија, така да посетите го сајтот loveguru.mk и ќе уживате. Би се видел ли Бени за неколку години од сега како прв албански премиер или председател на Македонија? Не можеш ти да бидеш прв албански премиер председател на Македонија, можеш да бидеш прв албанец по етничка, по националност, за да бидеш за да председател. бидеш председател. Немам таква амбиција, не ме занима. Не те заинтересира. Не. Мислам да тоа е неблагодарно е да сега ние нешто. Немам. Едноставно тоа е ставање трн у здрава нога. Апсолутно, Затоа да. што треба, оваа земја има штоф, оваа земја има подлога и може да биде убава и успешна приказна, али нажалост моменталната ситуација, меѓусебните односи, меѓучовечките односи, меѓунационалните односи, меѓуверските односи се за мои поимања на едно незавидно ниво, на едно неквалитетно ниво и ниско ниво, така да мислам дека нема потреба Бени да биде уопште да помисли да се кандидира за председател. Иако не гледам причина и мислам дека сега ќе каже некој звучиш нескромно, да, затоа што си го познавам собствениот капацитет, знам што носам у себе и мислам дека имам капацитет да бидам и премиер и председател, ама знам исто така и многу мои блиски и драги луѓе кои што го имаат истиот капацитет, ако не и поголем, знаеш. Така да Не е благодарност. тоа не значи ако не сме се пријавиле на некакви непосредни избори или на некој конкурс дека не било. Едноставно можеби сметаш дека ниту е време, ниту има желба и стомак за таква позиција. Тоа е голема одговорност да се види. Најдобро си музиката, тоа е лек за душа, така ли е ти направен Па да тоа е, интересна да. песна, немој да се курчиш? Па ја направив на луѓето, они нешто не гледам баш дека ја укапираа. Знаеш, Поентата? никој не е створен довека. Што сакаше да да кажеш вака? Кој ти беше мотивот во таа песна, немој да се курчиш? Кажи. Сакав да им кажам на луѓето да конечно почнаат трезно да размислуваат и да помалку
дејствуваат и да функционираат на база на его, повеќе да се рационални, да се стабилни. Да. Затоа што егото е нешто кое што може да ти направи многу проблеми во живот. Апсолутно. Може во однос на амбиција, рецимо, и да те доведе до некаква повозвишена цел, меѓутоа тоа е некако... Нормална контрола на егото, јас би рекол, кон амбицијата. Па, мислам дека во голем број на случаи човек треба да го закопа собственото его. Треба да биде приземен, да биде нормален. Така е. Дефинитивно во оваа емисија Ја сите пробав тоа да им го укажем по пат на таа нумера. Но наслова дефинитивно им боде очи на погрешна... Добро, нема везе, ние сме онака лицемерни као средина. Така. Имаме повеќе псовки во сопствениот вокабулар и во јазикот воопшто, отколку нормални зборови, ама затоа Бени кој ќе стави наслов нема да се курчиш, они одма нешто име тоа као вау. Вау, и нешто што прави сега овој. А демек сите... Па не, ја се обидов, покушавав да делувам едукативно на народот. На народот, на пошироката народна маса, али очигледно дека тоа ниту музичките уредници, ако воопшто и ги има по медиумите, мислам дека се пополека изумува. Дефицитарни, Да. така да кој стигне пушта музика. Али, окей, ја моето го направи сега. Знаеш, на сила не можам да ти дадам. Можда на сила можам да ти земам, али Метрополис радио сигурно ја пушта твојата песна и дефинитивно пушта твои песни. Ке збориме за тоа, но мораме да изиграме на сега една игра, ако ми дозволиш. Да видиме колку добро го познаваш нашиот град со оглед на тоа дека си стар Скопјанец. Значи вчера, како сум си поминал со војками во кревет. Абе лудница, човече, иновативни сме, пози, значи уживаме. Сексуалниот живот со девојками не ми иде како што треба. Слушај, јас го имав истиот проблем како тебе со девојками, некако не бевме онака ние расположени за секс, се додека не го пронајдовме онлайн секс шопот и продавницата за играчки за возрасти loveguru.mk. Да и се јави мојата девојка на твојата девојка, па седи и објасни. Ала жено, доаѓај кај мене да видиш што све сум купила, ќе полудиш. Плюс видов дека имаат од 7 најпознати брендови. И Love Guru го имаат најголемиот избор за играчки за возрасти и прават достава низ цела Македонија, така да посетите го сајтот loveguru.mk и ќе уживате. Вика вака, кој број вози автобуски број од Карпош 3 до Бутел? Дали знаеш? Карпош 3 до Бутел? Да. Мислам дека беше осмица фора. 59 кај 59 кај. Не, осмица беше од Влае. Добро, се случува. Одиме понатака, вика вака. Од прилика, колку жители има во општина Центар? Немам поема. Може да има... Не, најголема општина е аеродром. Да, според... На времето беше кисела вода, па после која се раздвоја, мислам дека е аеродром најголема Според општина. жители, мислам дека да. Центар е некаде... не знам, да не лупам, 100 и нешто илјади. 46.749, последна статистика. Грешка, да. Како се викаше ресторанот во градскиот парк во близина на стадионот? Езерце? Така е. А каде се наоѓа населбата Тасино Чешмиче? Тасино Чешмиче е горе подводно. Аплауз. Дефинитивно го познаваш град. Браво Скопјанец, седете медаљи. Браво, сакаш да ти дадеме пекарчија? Не, фала ти, нема. Нема ти дадеме медаља, но ќе ти дадеме одлични производи од нашите генерални спонзори, тоа е Сиора. Кажеме вака, не ги спомнавме женати и децата. Они како, например, како ги воспитуваш твоите деца? Па, јас се трудам да ги воспитувам децата кроз личен пример. Со помалку зборење, наравно дека и устата ми фаќа пење, затоа што тоа се сепак деца. Меѓутоа, децата повеќе купуваат од родителот, гледајќи го како тој се однесува, така и они. Нечесто велат дека децата се пресликани родители. Али морам да признам дека супругата е многу повеќе задолжена за воспитување на децата, затоа што она има еден свој приступ кој што мене ми е далеку по приемчив и по... Мислам дека е подобар во однос на моите деца, него ли она како ја. Ја само Подобра мајка е во секој случај, мајката е секогаш понежна. Па добро, не само тоа, него она работи многу и на нивна наобразба, знаеш. Она работи доста со нив. Супругата твоја албанка, така? Да. Супер. Ова ќе го подариш, како се викаше супругата?
Лиса. Лиса, ова ќе го подречта Лиса. Благодарам. Си ора, одлични производи и од нашите нови пријатели Love Guru ќе ти доделиме една играчка. Се надевам дека со Лиса ќе се забавуваш. 1500 денари ваучер, да си купиш што сакаш од Love Guru онлайн секс шоп. Внатре си имаш една играчка за тебе, таа играчка, која ќе ја видиш, ќе знаеш како се користи. Бени со оглед на времето, мислам дека направивме одлично шоу, рече дека не сакаш да пееш. Не, па не. Може да ставиме нешто на твоја песна. Може, пушти што сакаш. Пушти Да. плин, не е битно. Јас се поминав многу убаво. Зборевме за сите актуелности кои што се сега моментално за тебе популарни и што народот кој Добро, ги интересира. народ сака да... Знаеш како, мене ме депримира тоа и не ми се допаѓа што народот многу повеќе е заинтересиран за некаков сензационализам, знаеш, нешто што е дај ова е моментално актуелно, дај да видиме зашто он тоа го направи. Трач. Види, а у суштина ја само сакам да се бавам со музика и сакам луѓето да ако сакаат нешто од мене да чујат, нека слушаат моја музика. Ако се расположени, ако не се расположени, имаат. Се гледаме во Имате- Трибека. Да. Наскоро сакам да се видиме на некој голем концерт, се надевам дека ќе не поканиш. Фала на поканата и ви посакувам таму успеси. Фала ти на тебе за крај нешто да кажеш. Па што го да кажам, ќе звучи патетично. Не би ништо. Не би ништо. Јас ти Поздрав. кажам дека поминавме одлична емисија, подржана од All Electric, Сиора, Love Guru и Метрополис Радио. За мој и ваше задоволство, Бени Шакири овој вторник во Ти реков ми рече фала ви многу, се гледаме нареден вторник. Чао, чао од нас. Значи вчера, како сум си поминал со војками во кревет. Абе лудница, човече, иновативни сме, пози, значи уживаме. Сексуалниот живот со девојками не ми иде како што треба. Слушај, јас го имав истиот проблем како тебе со девојками, некако не бевме онака ние расположени за секс, се додека не го пронајдовме онлайн секс шопот и продавницата за играчки за возрасти loveguru.mk. Да и се јави мојата девојка на твојата девојка, па седи и објасни. Ала жено, доаѓај кај мене да видиш што све сум купила, ќе полудиш. Плюс видов дека имаат од 7 најпознати брендови. И Love Guru го имаат најголемиот избор за играчки за возрасти и прават достава низ цела Македонија, така да посетете го сајтот loveguru.mk и ќе уживате. Ти реков, ми рече.